Општина Прилеп денеска започна со обештетување на земјоделците кои претрпеа големи штети во јулското невреме. За оваа намена општина Прилеп оддели околу 100.000 евра, а секој земјоделец ќе биде обештетен со по 3% од вкупната штета која што ја имал. Земјоделците велат дека се задоволни од обештетувањето кое што го дава општината, но сепак очекуваат обештетување и од државата, кое што може да биде и до 15% од вкупната штета. Изгубиме доста, затоа што производството го изгубиме и субвенциите ги изгубиме. Од 5 декари може тутун да се производи тон и пол, што значи во вредност од 300.000 денари, а сега е штетата голема, затоа што изгубивме и субвенции и килажа. Трошоците многу минимално може да се покријат тоа што си го вложиле ние до сега. А доколку државата пушти од 15%, тогаш ќе има усогласување. Ќе има задоволително од страна на земјоделците. Инаку ова е за прв пат општина Прилеп да оддели средства за обештетување на земјоделците. Овие средства почнуваат да се исплаќаат од денес, а ќе се исплаќаат во текот на оваа недела се до средината на наредната недела и ќе бидат исплатени вкупно 1359 барања. Оваа динамика е таква затоа што се прилично голем број на барања. Исплатата ќе се врши согласно проценката што ја направи Комисијата за посебна проценка на штети и единствената методологија за проценка на штети и исплата од ваков вид на елементарни и други непогоди. Во овој случај општина Прилеп го исплаќа максимумот од 3% од проценетата вредност на штетите што се направени. Колкаво ќе биде пак обештетувањето од државата, се очекува да се знае кон почетокот на идната година. Во делот на постапката која што се однесува за обештетувањето, елаборатите сметам ценам дека се усвоени од страна на Советот на општина Прилеп, се доставени до владината комисија која што во рамки на Министерството за финансии, кој што пак по целосната обработка треба да ја достават оваа информација заеднички со сите оние постапки за штета за 2018 година и од другите општини и од другите климатски непогодни настани кои што се случија до владата и да се утврди процентот кој што ќе биде опфатен со ова обештетување и понатаму да биде исплатена. За да не доаѓа во иднина до вакви ситуации, тутунарите бараат осигурување на родот уште со самото склучување на договорите за откуп. Па јас мислам дека земјоделието треба да се осигурува. Треба да се осигурува затоа што осигурителните компании треба да работа онака како што треба да работа, а ние кога почнеме да го осигуруваме земјоделството во почетокот на земјоделието, тогаш се почна да се осигурува, а после тие веќе прекинаја со осигурањето. Ние баравме да биде осигурана, после компаниите почна го прекинува. Го прекинаа осигурањето. Зошто? Па не знам како беше, дали беше тоа дека почна многу да фајча невреме и затоа се случи тоа нешто. Со климатските промени и појавата на се почести невремиња, во иднина ќе биде неопходно државата да изнејде модел за осигурување на земјоделските посеви.